ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Денеска ве поздравувам од Словенија, од прекрасниот планински град Кранј. А ова емисија е толку посебна за мене, сега ќе видите зошто. Значи, во наредните неколку секунди ќе ви пуштам од пред 5 години, што ја снимавме вкусот на традицијата во комплексот Етно село Тинчевски, со неверојатни рецепти на денот, и што беше изненадување за сите гледачи, значи зборувам пред полни 5 години до 6, ми гостуваше во емисијата на мојата драга пријателка, внуката, Анабела. Имаше само 6 години, кога месеше, самостојно правеше колачиња и ги знаеше сите старски терпипи во кујната. И еве помина од тогаш 5 години, вие тоа сега можете да го видите, и знаете ли каде сум нагости во Кранј? Дојдов кај Анабела, верувале или не. Значи, Господ си ги реди работите кога сака да ве спои со некого. Сега е Анабела веќе 11 години и со своето семејство живе во Кранј. Значи, тука е сестричката Матеја, родителите на Анабела, Матеја и Кристијан, кој што живее во Скопје. Тоа е Просина и Драган, мама и тато, овие 3 прекрасни деца. И сега, Анабела, продолжуваме таму каде што застанавме пред 5 години, така? Да. Јас во тебе гледам во иднина, успешен шеф, главен шеф во кујна, може би некаде во Париз, во Италија, и ки ми се јавиш на телефон и ми кажеш, Адријана, сега јас сум главен шеф на кујна, дојди во Париз, јас ќе дојдам. Ти благодарам многу, сонце убаво, што не покани нагости кај тебе. Кажи ми, како се навикна на животот во Словенија? Ти тука го продолжи твоето школување. Кое оделение си, во кое училиште учиш, да ги поздравиме другарчињата твои? На почетокот ми беше многу тешко, не го знаев јазикот, ама после го научих и сега имам многу повеќе пријатели. Завршувам 5-то оделение, учам во Стане Жагар, Кранј. Многу е сега боле, затоа што го знаам јазикот. Така? Не го знаеше, но брзо го научив. Така те прашуваат другарчињата за Македонија, словенските другарчиња. Да, многу деца ме прашуваат како ви зборувате дома, дали македонски или словенски. Така, така. Јас изведно увек ќе одговорувам нека зборувам македонски. Браво. Мој мајчин јазик. Браво, браво, се знае. Дури можеш и да ги учиш и нив да кажат по некој збор македонски, така? Да. Многу деца викаат, ајде нешто зборим македонски да видиме каква е разликата, дали словеночки или многу слично од словеночки. Ама е слично, не е толку тешко да кажеме дека е македонски. Токму така. Дали ти недостига Македонија? Малку. Да, зошто? Затоа што имам таму брат, најше што сакам да го поздравам. Да го поздравиме, бато во Македонија да го поздравиме. Имам братовчети и многу тетки. Така. Која тетка ќе ја поздравиш? Сите. Сите тетки ги поздравуваме, така. Братовчетите може ќе им кажам на сите здраво, на Илина, Нина, Јаков, Андреј, Алексеј, Димитри и на сите остали. Браво, прекрасно. Слушам дека и покрај училиштето, што си многу се разбира со обврски и така натаму, но ти растеш во кулинарството, во готвењето. Некои чоколадни фонтани, експерименти правиш, кажи ми, до каде оди работата со гастрономијата? Многу добро, али кога сум јас дома сама, нешто најдам на интернет и почнам да го работам тоа. Го работиш. Дали случајно подготвуваш ручек за семејството? Да.
Ова луѓе, јас што ви кажувам, ова е Божјо чудо. Анабела на своји 11 години подготвува ручек за семејството. Среќни родители, но сепак е тоа заслуга и на доброто воспитување на родителите. Браво! Ти за нашите гледачи, ти си веќе во контакт, веќе те знаат и ти си многу популарна во Македонија. Многу пати ние репризираме емисиите со тебе. Тогаш ни кажа дека многу има влијание на твојата љубов кон готвењето, твојата покојна баба. Да. Така? Таа те научила на многу работи. Да, кога јас прв пат почнав нешто да готвам, ја сакав нешто да направам и завршив и само баба сакаше уште нешто да доправи, да направи, јас си го само земав и отидов со него. Браво, браво, Да. прекрасно. Кажи ми, дали сакаш некој рецепт да споделиш со нашите гледачи? Затоа што тие со нетрпение ќе го очекуваат тоа. Да. Што смисли сега за денешната наша емисија? Денеска ќе ја ви готвам пржени кришки. Тоа е постно. Постни? Да. Јас не сум слушнала за постни пржени лепчиња. Да. Никогаш. Еве, ветувам дека не сум слушнала. Да. Затоа што се наближува пост Свети Петар и Павле и затоа сакам да ви покажам што можете исто мек пост да јадете. Браво. Дали и ти постиш? Да. Секоја чест. Целото семејство постите? Да. Значи ти ќе ни направиш постни пржени лепчиња. Тоа е, значи, Анабела, ти се допадна вкусот прв пат кога ги направи? Да, немаше представ нека се такви. Мислеше нека се Да, без јајца, ми кажа дека сент не јадеш, а тие биле со сент. Да. Ја мислев нека со јајца, но после мама кога каже нека е со сент, не можеше да верувам. Леле, колку интересно, браво. Сега вака, ние, затоа што мама и Матеа се погрижија, нели ти доека подготвуваше за емисијата, што убаво мезенце си имаме, убав лав муавет. Може ли ја да си останам тука, а ти да си одиш на шпоретот? Да ја направиш смесата за постните пржени лепчиња и како ќе пржиш од таму, ние ќе ги чекаме овде вака. Одма, едно по едно, пржи давај. Може? Може. Но пред да станеш, сега ќе ја прашаме Матеа, каде учиш? Како ти се допаѓа животот тука? Сега уште малку ќе ви дојде и летниот распуст. Каде ќе го поминеш летото? Јас сум Матеа, учам во средното медиско и графично училиште во Љубљана. Веќе сум трета година и веќе 2 години поред сум одлична ученичка. Така да тоа е знак дека навистина доколку се сака и се потрудиш, можеш да многу брзо да просперираш напред. Иако во Словенија сме веќе 4 години, мислам дека, сепак многу лесно се здружив некако со околината. Голема предност ми беше јазикот, кој почнав да го учам уште пред да дојдам во Словенија. Така да еве сега ми оди училиштето, уште малку ќе завршам, одиме напред на факултет. Летото каде во Македонија ќе одиш? Ова лето ќе го поминам во Тешево, исто така како претходната година, бев на кампот Свети Нектари Битолски, кој е наменет за дечиња од малку по критични состојби. Се дружевме со нив, се смеевме, пеевме, шетавме низ различни делови од Охрид, си поминавме прекрасно, така да едва чекам да ги видам сите и навистина ми фалат. Браво, ти посакуваме најубаво лето да си имаш. Благодарам. А сега, Анабела, кујната е твоја душо. Едва чекам. За постни брсени лепчиња ќе ни е потребно вода, сенф, брашно и сол. Брашно по потреба ќе ни. По потреба. Какво треба да биде тестото, тоа е смесата, колку треба да биде густа, оти не можеме точна рецепта да дадеме, така? Тестото треба да биде како за палачинки. Погусто? Па, Баш како за палачинка? да, може.
Значи, ова е всушност исто тесто за палачинка, само што ставаме сем. Ајде, Анабела. Прво ќе почнеме со вода. Потоа ќе ставиме брашно. Значи, нашата Мишелин шефица денеска спрема постни пржени лепчиња. Каква среќа ќе имаме. Ќе ја видиме во Мишелин ресторан, во тоа сум сигурна. Ќе измешаме. Да. Значи, всушност, семфот го прави чудото, така? Да. Семфот ги прави Сега ќе овие ставиме лепчиња. 2 полни лажици сенф. 2 полни лажици сем. Значи, брашнова отприлика една чаша брашна. 100 грам. Може и 100 грама, така, добро. 2 лажици сем, а вода отприлика, колку да добиеме густот тесто за палачинки, така, густа смеса. Еве сега таман ќе видат гледачите колку е тоа густо, така? Да. Може ќе треба да додадеш брашно. Да, малце брашно ќе додадеме. Како правиме палачинки, така и ова. Ете така. Ама ете кој да знае, ти требаше да видиш во вкусот на традицијата да дознаеме за ова. И се мати со рачна маталка, така? Да. И сол, Сол ставljаме Сол. прилика. може половина кафено лажича. Да, може. Да. Преретко, затоа што ќе ставиме уште така. каса. Така. Да, додека го дотераш. Да, добиме Да. смеса за палачинки. Браво бе, Анабела. Леле, сега ќе бидеш мотив за многу твои другарки, тие и што те познават, и што не те познават, значи тие да влезат во кујната и да ги направат овие лепчиња. Гледај колку може нештото да биде едноставно, ама треба да го дознаеш. И ќе ни треба и масло по потреба за тавчето во кое што ќе ги пржиме лепчињата, така? Да. Добро. И си имаш чинија, на чинијата ставаш хартија, куинска хартија. Да не ти пречам овде? Не. Добро. Ќе почекаме да се загре. Да се загре. За тоа време ќе земеме и ќе приправиме. Аха. А ги оставаш многу да се накиснат или само помалку? Само помалку. Помалку. Да биде Так, так. Аха. Леле. Ќе почекаме да се оцели малце. Ај ги цедиш? Да, да не тече смесата. Аха. Така. Ете така, сега почнаа да крчкат. Реди сега. Да. Сега вака да те прашам. Првото лепче на кого ќе му го дадеш? Тато, мама, дада? На вас. Леле. Значи, не, ти ќе бидеш и дипломат, амбасадорка, Мишелин звезда, се ќе бидеш. Дојди да те гушнам еднашка. Сонце, ти си сонце. Како знаеш да му го стопиш срцето на човекот? Ти си така. Ти благодарам многу и навистина првото јас ке го изедам. Пе каква жолта боја добија? Златно треба да буде, Аха. ама побрзо да се. Ако ти ги си ги испршиш, така како што си треба. Значи може со мед, со мармалад, може со патлиџан, со краставичка,
Со многу зеленчук може. Може со сендвич да направиш. И сендвич можеш да си направиш Како со нив. сакаш. И плюс тоа, мислам дека е многу корисно, нели дома секогаш ни останува бајат леб. Да не го фрлиме бајатиот леб, туку ќе си направиме пржени лепчиња, така? Да. Нели? Многу брзо се прават. Аха. И вкусни се. Колку време отприлike им треба? На потивко се пржат? Да, на најтихо што. На најтивко. Добро. Многу луѓе прават ова со јајца, ама исто може и бурек да се прави со посен бурек и така. Посен бурек и тоа ли правиш? Да, неколку пати до сега сум направила, а многу е. Значи сега јас да си седнам на местото и си го чекам ветеното прво лепче. Да. Така? Да. А што направи сака? Зошто го стисна тоа? Што направи? Да, маслото да малце... така. Браво. Супер. Ајде сега, повелете на овие прекрасни постни пржени лепчиња. Ајде земајте. Уф. Леле, колку се убави. Анабела, јас од сега ќе правам вакви без јајца. Кој ќе познаете дека не се со јајца? И ке си земам, ова е крајнски колба, затоа што сум во Крајн со Анабела лепчињата. Ке си земам и малку сиренце и маслинка. Леле, одличен појадок. Браво! Верувам дека и на вас, семејството ви се омилени лепчињата, нели? Да. Драги наши пријатели, направете ги овие постни лепчиња, прстите ќе ги излижете. Ама тоа е нешто прекрасно. Значи ви се потребни само брашно, вода, сол, сем и масло. Смеса како за палачинки, лебот до вас, потопете ги лепчињата, комбинирајте ги со што сакате. Ние какво убаво мезе имаме од сувомеснати производи, сирења, маслинчиња, а лауда ти е дете наше златно. И сега да ги поздравиме гледачите, ние ќе се останеме да си домезиме, рецептот го имате. Ми вети дека се гледаме во Скопје да ја снимаме емисијата или во Куманово. Каде ти ќе речеш, таму ќе снимаме, така? Да. Ајде, ние остануваме да уживаме во овој неверојатен топол семен амбиент и превкусни постни лепчиња на Анабела. Се гледаме. Чао. На здравје.